Почитувани присутни, ве повикувам да испочитуваме химната на Република Македонија, а потоа и химната на ромите. Familia, мудардаста и калилегија, а ке вряма уште ромакана, мен кота сам ишто кај ке раса. Ај ромале, ај чавале, Шукар диве Сари Ненге. Добар ден. Јас сум Фикри Атаир и денеска мене ми припадна честа да бидам модератор на настанот ораторски настапи, кој што Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас традиционално веќе по втор пат го организира по повод 8 април, Меѓународниот ден на ромите. Рома Верзитас постои што од 2001 година како програма за образование на роми, иницирана од Фондација Отворено општество Македонија и програмата за поддршка на високо образование при Институтот Отворено општество Будимпешта. Од 2014 година програмата за образование на роми во Рома Верзитас премина во Сдружение на граѓани со целосна поддршка од Ромскиот образовен фонд од Будимпешта. Денес Рома Верзитас работи со повеќе од 100 студенти, матуранти и околу 50 на алумни на цела територија на Република Македонија. Денес, по повод 8 април, Меѓународниот ден на ромите, дел од овие студенти преку својот говор ќе ги истакнат своите ставови и препораки во врска со минатото, сегашноста и днината на ромите во Македонија. Денешниот настан е поделен на два дела. Во првиот дел ќе ги проследите говорите на студентите оратори, додека вториот дел ќе биде церемонијален и ќе се доделуваат признанија, трофеи, сертификати и благодарници. Денешните ораторски настапи ќе ги отвори Руфа Демиров, студент на политички студии на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Повели Руфат. 73 години.
73 години поминаа од крајот на Втората светска војна. Да, студената војна заврши, ама на ромите уште им е ладно. Се тресеме од политиките со кои европските влади не третираат и ги креираат нашите судбини. Ние бевме сведоци на најголемото прекршување во историјата, на се што влегува во категорија човекови права. Да, на фамозниот геноцид мислам. Тогаш, кога на наша кожа ја осетивме најлошата и најекстремната страна на човековата природа. А забележувате ли дека Европа ја игнорира ромската историја, бидејќи таа е црна дупка во нејзиното минато? Веројатно, и е тешко да си ја признае и да ја прифати. А знаете, кога историјата се игнорира, постои веројатност таа да се повтори. Постои голема опасност мрачниот дел од минатовековната европска историја да се пренесе и врз денешното јавно одлучување. Верувам, поголемиот дел од вас ќе помислат, ма што зборува овој? Денеска Европа ги има и ги почитува највисоките цивилизацијски вредности. А навистина така мислите? Дозволете ми да ви покажам дека сте во тешка заблуда. Еве ви примери кои што ќе покажат дека големите европски бранители на концептот човекови права ни ги доведуваат во прашање истите. Во 2002 година британската конзервативна партија генерализирано изјави: поради работите кои што ромите ги имаат направено, тие не ги заслужуваат истите човекови права како останатите луѓе. Зарем британската конзервативна партија може да си дозволи на јавна сцена да направи таква генерализација и да повика на тоа дека никој ром не заслужува основни човекови права само за тоа што тие сметаат дека некои роми прават нешто несоодветно? Па ако одиме по таа логика, во Европа има нации кои што направиле многу пострашни работи од нас. Па еве ги, се уште се на водечки европски позиции и ни делат лекции за човекови права. Верувам, ќе речете, па тоа се конзервативци, плюс тоа е партиска изјава, не институционална, не драматизирај. Тогаш ќе ви кажам уште еден пример од уште една земја членка на Европската Унија. Во 2001 година во Верона, Италија, се донесе судска одлука во чие образложение стоеше дека прифатливо е да се дискриминираат ромите поради тоа што тие се кратци. Зарем ова е во склад со она што денешната Европска Унија го застапува? Од институција на европска земја е речено дека е прифатливо да се дискриминира. И тоа во време кога постојат законски рамки со кои што се забранува секаков вид на дискриминација. Баш е хипокритски, нели? И сега, во оваа ситуација, или некој се однесува како над човек и кажува кој ќе биде човек, а кој не, или пак можеби ние не сме свесни дека не сме луѓе. А вака гледано, јас мислам дека личиме на Homo sapiens, зарем не? Еве еден интересен пример кој ќе покаже дека ние ромите не сме еднакво третирани, дури и во споредба со несреќните и угнетените како нас. Се случи војна во Сирија. Европјаните паѓаат во несвес и ги примаат сириските бегалци на сите врати. Ама да не заборавиме дека не така одамна се случи војна и во Косово. Но 10 години подоцна Германија си дозволи да депортира околу 50.000 роми, баратели на азил поради војната, назад во Косово.
лицемерно и дрско е што истите беа депортирани по над 10 годишно живење во Германија. А најстрашно е што голем број беа деца кои што беа во процес на школување. Истите го зборуваа германскиот како мајчин јазик и се чувствуваа како германци. Да. И сега, значи, ова е европскиот еднаков третман на азилантите. Едни ке чуваме, а други ке депортираме. За едни мајка, а за други макеа. Простете. Ама јас тука не ги гледам либералните концепти на еднаквост и слобода. Ке ви цитирам една шокантна изјава од романскиот председател Башеску за време кога беше градоначалник на Букурешт. Тој без срам и перде јавно изјави: циганите се номади. Ништо не може да направиме за нив. Тие ќе ги доведат своите коњи во становите. Треба да изградиме специјални кампови и да ги чуваме надвор од градовите. И сега замислете, ваков градоначалник народот си го изгласа да му биде председател. Се прашувам, дали и тие што гласаа за него имаат слични ставови? А знаеме дека председател се станува ако мнозинството ти изгласа. И сега, кога ги воочував овие примери, се прашав добро дали Европската Унија оценува заштита на човекови права само кај земји членки? Дали само кај земјите кандидати Европската Унија реагира кога таа ќе прекрши човекови права? Дали од моментот кога една земја членка ќе влезе во Европската Унија, ЕУ престанува да реагира кога таа земја прекршува човекови права? По примерите изгледа дека е така. Дали на сите заедно ни беше доволно се во ова? За сите да крикнеме: стварно е доста! Стварно е доста со гледањето на ромите со подсмев. Доста е со гледањето на ромите како јавна опасност. Доста не сместувавте надвор од градовите. Признајте си дека дискриминирате и дека многу грешите. А ако причината што некој е дехуманизиран е што тој е роден како ром, тогаш тоа е стварно тешко обвинение. Ке се согласите, зарем не? Исто е како на некој да му кажеш дека е крив за тоа што е роден и што постои. И токму ова, ромите се криви за тоа што се родени како такви. Малку звучи хитлеровски, зарем не? Затоа, драги домашни и европски политичари, власти, законодавни домови, креатори на политики и сограѓани, дајте ни шанса да покажеме дека вредиме да бидеме третирани онака како што секој човек заслужува да биде третиран. Запомнете дека големите прекршувачи на човекови права денеска се најомразените личности од историјата. Помислете кога носите политики. Помислете дали вашите политики сакате да бидат на оваа или на онаа страна на човечноста, хуманоста и правдата. Ајде, еднаш за секогаш, сите тие мрачни дискриминирачки денови за нас како народ да ги оставиме за сите нас. И нека почитувањето на човековите права на ромите биде тест кој ќе покаже колку земјите членки и кандидати за Европска Унија го почитуваат сето она што е наведено во декларациите за човекови права. Што мислите? Колку земји ќе го положат тестот? Благодарам. Да,
историјата за угнетувањето на ромите не треба да се игнорира, се со цел да не се дозволи дел од неа да се повтори. Не треба да се дозволи минатовековната европска историја да се пренесе во денешното донесување на одлуки за политики поврзани со ромите. Примерите кои првиот оратор ги посочи треба да представуваат аларм. Македонија треба да ги почитува човековите права на секоја индивидуа без разлика на пол, етничка припадност и религија. Вториот говорник на денешните ораторски настапи е Надир Усен, студент на Филозофскиот факултет на одсекот за меѓународни и интеркултурни студии при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Повели Надир. Каде сме? Каде се наоѓаме? Во Атина? Во Агората? 25 века наназад сме вратени. Во времето на античките филозофи. И само зборуваме. Филозофираме и филозофираме. Туку да ве прашам вас, студентите, што сме ние? Академски граѓани? Што значи тоа? Сите во просторијата знаат дека ние сме иднината на ромското општество. Гордоста на нашите родители. Силата која што е потребна на заедницата. На вистина. Секоја чест. Студенти и тоа роми. Паметни и интелигентни. Оние од кои се очекува да се издигне ромската нација. А има многу кои сакаат да бидат на нашето место. Искрено, покрај толку убави епитети, не гледам причина зошто да не сакаат. Не знам дали сте свесни, но нашите луѓе веруваат. Веруваат дека со нас во толкав број сега иднината на ромите ќе биде светла. Колку би бил среќен ова да беше реалност. Но за жал, реалната слика е далеко од тоа. Реалноста е дека помеѓу нас има Мандела без отпор против робство, Махатма без миромна револуција и многу други квазиборци на право и просперитет на ромите, но без никаква активност. Дали знаете колку студенти роми лани беа вклучени во едукативниот систем? Дури 247. Повторувам, 247. А знаете колку од нив беа вклучени во општествените случувања и промени? Може да се избројат со една рака. Според истражувањата направени со студентите, добиени се следните факти. Степенот на високо образование на ромите е во пораст, за разлика од ланската учебна година. Сега има плюс 107 студенти. Лани имало само 140. Но, разочарувачки е фактот дека нивната вклученост во општествените случувања и промени, како и во донесувањето одлуки, е далеку пониска од посакуваното и од потребното. Покрај мал милион можности и услови кои се нудени за нас, и пак тапкаме во едно место кое се нарекува незаинтересираност и пасивност. Е токму од ваква заспаност, всушност ние не успеваме да ги изградиме и вистинските вредности кои треба да се негуваат за да се постигне успех, не само за себе, туку и за својата нација. А пасивноста не треба да е одлика на било кој млад човек, а далеку од тоа на некој еден интелектуалец. Нас треба да не краси храброста, полетноста, упорноста, решителноста и посветеноста. На прашањето поставено на студентите роми, колку од нив се засегнати за прашања кои што ја засегаат ромската заедница? Одговорите најчесто беа слабо. Или дека се укажува желба за промена, но само со желбата се останува. Зарем треба да се мисли два пати кога станува збор за заедницата? Запрепастувачки е што одговорот на еден студент бил: јас сметам дека студент ром
нема храброст да покрне иницијативи. Па да си ја кажеме вистината, на нашите млади им фали храброст. Пасивноста на младите роми произлегува од тоа што повеќе сакаат да си ги осварат своите лични цели, а не целите на заедницата како група роми, вели студент во фокус групата. Но рака на срце, имаме ние и друга пракса. Пракса која е се почеста помеѓу нас. А тоа е ривалството. Кај сме малку, па уште и се сопнуваме меѓу себе. Наместо да ги соединиме нашите капацитети, ние стануваме ривали едни со други и самите си правиме поделби. Гледајќи ја ситуацијата во која се наоѓаме, треба да се крене паника. Луѓе, ова е опасна работа. Доколку немаме активни млади, немаме лидери. Доколку отсуствува активизмот, заедницата ни пропаѓа. А ако ни пропадне заедницата, ние сме губитници. Затоа ве повикувам. Сите студенти, не само денес, туку еве и на 16 мај, денот кога ромите давале отпор во концентрационите логори. Да се покренат иницијативи, денот да биде одбележан како што доликува и достојно. Еве, и на 5 ноември, денот на ромскиот јазик, како главен чинител на културниот и националниот идентитет. Еве, и на 2 август, денот кога повеќе од 3000 роми, мажи, жени и деца били убиени. Со тоа ќе ги направиме сите горди. И тогаш епитетите кои ни се дадени ќе ги носиме, но со гордост и заслужно. И да е јасно, не ве критикувам само вас. Додека го кажувам ова, срцето ми чука и гласот ми трепери. Имам чувство на огромна вина и загриженост кој што ме мачи, бидејќи чувствувам потреба да се каже ова, бидејќи вината за тоа во каква соседба се наоѓаме е во нас. Младите денес се лидери утре, гласи една мудра изрека. Затоа ве повикувам на борба, на револуција, ама револуција на паметните глави и превземените акции. Нас не ни требаат повеќе соништа. Долго време сонуваме. Сега е време да се разбудиме и да чекориме кон иднината оставајќи траги зад нас. Затоа што на мојот и на твојот грб ние ги носиме идните ромски генерации. Ви благодарам. Младинското организирање и учество во политиките кои нас младите не засегаат е клучниот пристап кон зауземање на активна улога во личниот развој, кој пак понатаму ќе премине во развој на заедницата. Младите роми кои се организирани и синхронизирани во своите барања и потреби имаат поголема моќ во своето делување. Нашата трета говорничка за денеска е Џемилијана Абдулова, студентка на студии по новинарство на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Повели Џемилијана. Традиција или пак робство? Што мислите? Дали постои тоа наследство каде што глава на ромското семејство е свекорот? Се разбира под подмогнат од свекрвата. Дали една ромка која ќе влезе во брак станува и дел од истата? Или пак таа се дочекува со на старата? На младата невеста местото е зад вратата, а за понатаму као ќе се заслужи. Во 21 век жената ромка заедно со својот чеис требала да донесе и чист образ. А потоа, таа истата станувала и слугинка во својот нов дом. Пере, готви, чисти, го послужува целото семејство, а нема право да зуцне. Нешто налик на расипан телевизор. Слика има, тон нема. И што мислите? Зошто тоа било така? Менталниот склоп дека девојчињата требале да се подготвуваат да бидат добри сопруги преминало во традиција, па дури и во морален закон.
А што ќе се случи кога таа невеста, како мајка, ќе посака да му купи подарок на своето дете за роден ден? Ќе му каже на сопругот, па тој ќе побара од свекорот, бидејќи најстариот е глава на семејството. Тогаш распитко за насуд. Шо ќе ти се, па тоа е луксус, не измислувајте, ве молам, нови арети. И ако проба да објасни, што ќе добие? Кутрата таа невеста те тепат, а не ти дава да плачеш. И да плачеш, џабе ти е. Потребна е акција. За каква акција зборувам? Мојата соседка на свој грб држеше товар од грижа на целото семејство од една страна и интензивно семејно насилство од друга страна. Само замислете колку е било тешко кога таа решила да пресече и да каже стоп за семејното насилство зад себе, оставајќи ги дури најмилите. Некои ја осудуваа. Како мајка да остави деца? Може би се во право, но може би тие не биле во нејзината кожа. Од друга страна, сите знаеме дека постојат невести кои не го следат примерот на мојата соседка. Неодамна мајка ми кажа 10 такви. Ги чула на една средба. Не, тие не се одлучиле да заминат. Остануваат таму кај што се. Зошто? Како прво, нивните не ги дале на школо. Имаат малку образование, а со самото тоа си неконкурентни на пазарот на трудот. Како второ, кога немаш работа, немаш ни пари. А кога немаш пари, немаш каде да одиш. Поготово, ако и твоите не те прибираат дома, бидејќи веќе те омажиле. Да, нели? И седиш таму, и ако имаш канедла во грлото, и сакаш да дадеш твое мислење за денешниот ручек. Например, не сакаш граф, сакаш полнети пиперки. Но однапред знаеш дека целиот разговор ќе заврши прети да почне, бидејќи свекрвата го има и првиот и последниот збор. Мене тука уште нешто не ми е јасно. Млада сум, не сум родител, но никако не можам да ги разберам тие родители кои имаат ќерки. Замислете, ја растеш, ја чуваш, ја негуваш, таа ти е се во животот. И на крај ќе порасне и ќе стане снаа која нема право на глас. Нема да ве боли тоа што ќе бидете безпомошни и ќе не можете да помогнете на несреќата на вашата ќерка? Затоа ли ги растете? Да слугуваат? Да робуваат? Да бидат снаи кои немаат право на глас? Татковци, дедовци, браќа, пријатели, заедно да направиме чекор нанапред и да кажеме не на робството против нашите ќерки и сопруги. Мислите дека ова што го збораме погрешно? Повикувам на бунт? Ја рушам традицијата? А знаете ли што вели исламот? Каков треба да биде односот кон жените? Ке ви кажам дел од хадис. Бидете нежни кон жените. Тие ви се еманет од Аллах. Направете им добрина. А со ова, вие го поддржувате ли исламот? Јас ја почитувам секоја традиција, но верувам дека секој треба да биде во склад со времето во кое живее. Ако пред 4 децении било нормално
да се покоруваме на стереотипот на патриархалното семејство, веќе живееме во време каде што младите девојки имаме факултетска диплома, сами бираме сопрузи и не живееме во срав, туку и нас не грее сонцето на слободата. А дали и другите жени ќе ја почувствуваат слободата? Дали? Ви благодарам. Жената ромка секојдневно се соочува со предизвици и препреки кои или ќе ги надмине, или тивко ќе ги заобиколи. Во денешни услови да се биде жена е предизвик, а да се биде ромка е двоен предизвик и многу поголем предизвик. Поранишниот генерален секретар на Обединетите нации Кофи Анан еднаш кажал: родовата еднаквост е повеќе од цел сама по себе. Таа е предуслов за исполнување на предизвикот за намалување на сиромаштијата, промовирање на одржлив развој и градење на добро владење. Четвртата говорничка која ја повикувам на сцената е Сумеја Рахим, апсолвентка на Медицинскиот факултет во Скопје на одсекот за физиотерапевти. Повели Сумеја. Во часот, кога стапувам меѓу членовите на лекарската професија, свечено се обврзувам дека својот живот ќе го ставам во служба на хуманоста. Кон своите учители ќе покажувам должна благодарност и почитување. Својата професија ќе извршувам совесно и достоинствено. Најголема грижа ќе ми биде здравјето на мојот пациент. Ќе ги чувам тајните на тие што ќе ми се доверат. При болнички третман на мене нема да делуваат никакви обзири. Вера, раса, националност, политичка, етничка или класна припадност. Ова е само еден дел од Хипократовата заклетва што треба да ја знае и почитува секој здравствен работник. Во глобала земено, ние ромите сме пацифисти. Миролюбив народ и многу тешко се лутиме или замеруваме некому. Ама во последно време, здравствените работници во Република Македонија, односно некои од нив, како да ептен решително сакаат да не налутат. Прават работи од кои се згрозува целиот нормален свет. Еве еден конкретен пример. Основниот суд во Прилеп донесе пресуда за условна казна од 3 месеци за како што тие навеле грешка при работа. И сега, кога говориме за грешка при работа, некој од вас ќе помисли дека се работи за погрешно пломбиран зап, техничка грешка при запишана терапија или некоја друга банална причина. Но не, драги мои. Господинот лекар, кој исто така ја дал Хипократовата заклетва на почетокот на својата кариера, условната казна од само 3 месеци, ја добил за погрешно исечена рака. Да, исечена рака по грешка. Се работи за малолетно дете од сиромашно ромско семејство. И ајде сега вие споредете. 3 месеци условна казна, со доживотна казна да живееш без една рака. Да, така е кај нас, но тоа не е единствениот пример. Во Скопје докторот физички нападна малолетно дете со скршеница, затоа што детето силно плачело. Па нели, драги доктори, болката се изразува со плач, кој на него му го дал правото физички да ги превоспитува пациентите? Еве ви уште еден пример. Пред гинеколошката клиника, пациентка ромка се породи сама, надвор, во дворот, без никаква медицинска асистенција. А се прашувате зошто е така? Од административни причини се разбира. Знаете, кај нас е многу важно да имаш здравствена книжка, да имаш електронска книжка, да имаш плав картон и токму заради тој плав картон се доведуваат 2 животи во прашање. Едниот кој се уште не е ни започнат, а вториот кој е во пол нек. Ова се само неколку капки во океанот неправди кои ние ромите ги трпиме од нас лекарите. Велам нас, бидејќи им припаѓам и на двете групи. И на ромите, но и како медицински работник и припаѓам на здравствената фела. А верувајте,
Со едната група се гордеам, а од другата група се срамам. Се гордеам со ромите кои трпеливо толерираат и премолчуваат. Нив ги враќаат од преглед без никаква причина. Им наплатуваат двојно повеќе заради незнаење. По болничките ходници тие поздравуваат со почит, а на нив им се враќа со презир. Секако, ќе кажам секоја чест на оние лекари кои честно и совесно си ја вршат работата. Ама што да кажам за оние другите? Оние кои ја заборавиле Хипократовата заклетва и заборавиле дека на почетокот на својата кариера се заколнале дека сите пациенти ќе ги гледаат со исти очи и дека нема да прават никаква разлика помеѓу верата, расата, националноста, убавината и полот на пациентите. А знаете што заборавиле? Пред се заборавиле дека треба да бидат луѓе. Ние ромите од секогаш сме биле честни и праведни граѓани. И гледајќи ги работите од страна, ќе видиме дека никој не ти се обидува да не убие, нити пак да не уништи. Ама така е кога се гледаат работите од далеку. Кога ги гледаме работите од блиску, тогаш го чувствуваме ножот на неправдата. Знаете, се умира од болест, се умира од болка, се умира и од очај, да. Ама најтешко и најбавно умирање е кога те убиваат со неправда. Против ова оружје и оваа болест тешко се наоѓа лекот. Затоа што ние не живееме сами во оваа земја. За да се победи неправдата, треба да има праведни луѓе, а нив за жал ги има се помалку. Ние можеме да се утепаме работејки, за да им покажеме дека се интегриравме во општеството и дека сме еднакви со нив. И во теорија е тоа така, да, еднакви сме со нив. Ама зачинете го ова и со најмала неправда, тогаш целата теорија паѓа во вода. Не велам дека овие случаи се секојдневни, ама се паметат долго време и влеваат страв кај народот. А мојот народ нема пари за приватно лекување. Затоа ве молам, ги молам сите нероми, сите здравствени работници, сите оние на кои им го доверуваме нашиот живот и животот на нашите блиски. Ве молам, поведете сметка како се однесувате со пациентите роми, затоа што и најбаналната работа за вас, за нас е многу болна. Ве молам, работете на нас со хируршки ножеви, а не со ножеви на неправда. Во медицината се греши само еднаш. Таа не ти дава право за втора грешка. Исто како со раката на малото ромче. Таа му е веќе одсечена. Ние не можеме да му ја вратиме. Цел живот ќе живее осакатено. Пациентите не треба да се делат по боја, по раса, убавина и националност. Диагнозите, процедурите и третманите за сите се исти. Без оглед на тоа за кого и да се работи. Мој одговор сватете го како искрено предупредување. Затоа што една нетрпеливост води кон друга. И така се создава и расте кругот на омраза и омаловажување. А нетрпеливоста што денес ја чувствувате кон нас, утре ќе ја почувствувате кон друг. А треба да запамтите една работа. Дека не се сите трпеливи како ромите. И најголемите светски војни од мали искри започнале. Затоа ве молам, не правете селекција помеѓу пациентите. Сите сме еднакви пред Бога и пред законот. Благодарам. Примерите за дискриминација и нееднаков третман во здравството кон ромите се само дел од секојдневните случаи на неправда кои на ромите им се случуваат.
Стручниот медицински кадар, современата апаратура во болниците, како и еднаквиот третман во давањето здравствени услуги, се трите најважни елементи за одржување на една здрава нација. А здравата нација придонесува во развојот на државата. Петата говорничка за денес е Орнела Гани, студентка на Филозофскиот факултет на Институтот за социјална работа и политика при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Повели Орнела. Секој од нас, ромите во оваа просторија, знае ни што поминува секој ден. Пред 13 години во училиштето браќа Миладиновци, откако наставниците и другарчињата дознале дека Санела е ромче, се случи училишен ден кој таа никогаш нема да го заборави. Училишното звонче го најави часот. Санела седна на последната квупа, сама. Таму ја смести учителката и никој од другарчињата не сакаше да седне до неа. За време на првиот одмор, иако немаа можност да ја запознаат како личност, другарчињата извикуваа: Санела циганела, Санела циганела. А после наставата сите си одеа фатени за рачиња. Никој не сакаше да го фати рачето на Санела. Сите сака да ја дружат Магдалена, која, иако беше поцрна, секој сакаше да го фати незиното раче. Ама никој не сакаше да го фати рачето на Санела. Санела циганела. А Санела беше бела, чиста, мила, многу сладка, многу искрена девојка. Но се срамеше од себе. Не се прифаќаше. Себе си се замислуваше како да е црна, гнасна, гадна и многу глупава. Санела почна да не кажува дека е ромка и да го мрази своето ромско потекло. Кога ќе видеше роми, бегаше од нив, се криеше, игнорираше. Не се мешаше со нив, не си играше со нив. Со својата мајка, татко, баба, дедо, збореше на македонски. Тие збореа ромски, таа им враќаше на македонски. Празници, обичаи, музика, се што се правеше и сакаше во незиното семејство и блиската околина, таа сето тоа го мразеше. Се прашувам зошто ја судеа. Проклето зошто? Што ли погрешила Санела? Погрешила што се родила и што растела во ромско семејство? Што го говори ромскиот јазик? Што треба да негува ромска култура, традиција и обичаи? Не, сигурно не. Сите што сме тука, сме родени од некоја мајка. Растеме и припаѓаме во одредено семејство. Имаме можност да негуваме одредени вредности, сме научиле одреден јазик. Има ли нешто погрешно во тоа? Не. А што е тогаш погрешно? Може би погрните изрази за ромите? Невоспитаните креатори на болни ставови? Може би изопаченото влијание на околината? А искривениот образовен систем? А недозреаниот правен поредок кој не санкционира? Да. Сите овие погрешиле. Се додека во ова општество ќе постои бегај сине ќе те грабне циганката, се до тогаш неромските деца ќе бегаат од ромите. А ромските деца ќе се чувствуваат отфрлени и неприфатени. Се додека во ова општество кај одредени лица се уште постојат ставови од типот се е тоа да собереш у еден огромен лонец и сапун да направиш од нив. Се до тогаш во оваа земја ќе постојат дискриминатори со антиромски идеи. Пријатели, знам дека се случува одредена карактеристика на некој човек да ја препишеме на цела една нација. Ама да сватиме дека така се креираат стереотипи за ромите. Верувам дека и дел од вас имаат лични искуства со нека негативна карактеристика на некој ром.
Па ако тоа лошо искуство го препишуваат за сите роми. Така се градат предрасуди. Може би некој си вели, добро бе, па овие ромите нон-стоп дискриминација. Со години ги слушаме како зборат за дискриминацијата. Да, ќе збориме. Оти не боли. Оти имаме трауми. Оти е погубно за ромската заедница. Токму поради незе, во ромската заедница се случуваат два феномени. Првиот е кога самите роми ги прифаќаат тие стереотипи како вистина за себе. И вториот е губење на сопствениот идентитет. Истото и се случи на Санела, се сеќавате? Ајде сега да бидеме реални. Да се погледнеме во очи и да се запрашаме. Дали предрасудите и стереотипите за ромите се точни? Дали ромите крадат деца? Еве, ја лично, во целиот мој живот, немам слушнато, ниту чуено, ниту видено дека барем еден ром, а камоли сите роми грабат деца. Ако ромите не крадат деца, тогаш зошто така им кажувате на вашите синови и керки? Зошто ние да бидеме плашила за да тие јадат, спијат или ве слушаат? Што ќе им се вашите деца, кога дел од нив кутрите не можат ни своите да ги прехранат? Гледате, вашите погрешни ставови се сосема неприфатени. Сите знаеме дека и ромите прават позитивни работи. Лечат болни, учат деца на училиште, креират и спроведуваат политики, се грижат за редот, мирот и безбедноста, па дури ја представуваат Македонија на Евровизија. Доколку бидеме малку свесни, да прифатиме самите ние дека тоа што го збориме не е вистина, можеме да го смениме нашето менување и делување. Изјавата за сонот на Мартин Лутер Кинг го смени светот на подобро. И Санела има сон. Да го види светот како место каде сите деца ќе си подадат раче. Каде сите деца ќе си пружат рачиња, ќе се дружат и ќе ги прифатат своите различности. Место каде незините другарчиња нема да се плашат од циганките што крадат деца. Место каде оние кои имаат моќ ќе помогнат да се осознае себе, ќе помогнат да го дефинира и прифати својот идентитет, без да бега од себе си. Сите ние имаме шанса и прилика да придонесеме овој сон да се оствари. Да не дозволиме ниту една наредна Санела, ниту било која друга да биде нарекувана циганела. Ви благодарам. Дискриминацијата кон децата роми во образовниот процес е кочница за понатамошниот развој на тие деца. Случајот на Санела за жал е еден од многуте примери кои предизвикале болката да премине во гнев и отфрлање на ромскиот идентитет. Сонот на Санела е сон на сите други деца роми. Да бидеме искрени сите присутни во салата, дека секој пат кога ќе го слушнеме зборот кој започнува на буквата Ц, се сецнуваме. Имаме непријатно чувство во стомакот кое не стега. Кај некој предизвикува срам, но кај некој предизвикува гнев. Сите ние заедно треба да се бориме за свет во кој што владее соживот. Свет во кој што децата роми ќе имаат простор да го пронајдат својот идентитет како личност, да го говорат ромскиот јазик, да ја негуваат својата ромска култура или едноставно да бидат горди на своето постоење како роми. Гордоста за постоење на една индивидуа води кон борбата за позитивни промени во иднина. Нашата последна, но не и помалку важна говорничка денес е Селвија Мустафи, студентка на Факултетот за комуникации, јазици и култури при Универзитетот Југоисточна Европа од Тетов. Повели Селва. Дали знаете на кој начин светот губи масовен број на луѓе? Секако за време на војни.
а се војува за најразлични цели. За голема среќа, ромскиот народ во суштина е мирен народ, кој никогаш не започнал војна. Ние ниту сме војувале, ниту пак војуваме. А знаете ли зошто? Јас ќе ви кажам зошто. Затоа што прво, ние немаме цел, а второ, ние не знаеме да војуваме со другите, бидејќи тоа го практикуваме само меѓу нас. Помеѓу нас самите. Ние што видиме дека некој од нашите напредува и успева, во истиот тој момент имаме план за напад. Зошто тој? Зошто таа, а не јас? Жално, а толку вистинито, нели? Наместо да сме среќни дека имаме успешни примери, ние се деградираме меѓу себе. Се чукаме по гради дека сме патриоти, добронамерци и од корист за заедницата, и сето тоа искажано усно, преку разговор, а многу често и писмено на Facebook. А во пракса, не дај Боже некој ром да пркне и да почне со постигнување на резултати. Има уште еден многу лош, а многу присутен пристап. Ние ќе дојдеме до позиција, но не ја искористуваме таа моќ и позиција за ништо друго, освен за наши лични интереси, да, и малку пошироко, ама за роднините до второ колено. Тогаш забораваме на ромите. Да, забораваме на нашиот народ. Ама знаете, на неромите им одговара ова себичност и поделба која се шири меѓу нас. Им одговара оваа завист која се шири меѓу нас. Им одговара така што ја искористуваат секоја таква наша слабост и секој таков момент, особено пред избори, при што не претвараат во брза гласачка машина. Ништо ново, а толку познато, нели? Тоа се случи и за изминатите парламентарни и локални избори. Не влечеа и не влечат за уши, а ние уште не свативме дека тоа влечење е само поради вирусот меѓу нас, наречен себичност и поделба. Ајде сите, бар за момент да си ги затвориме очите и да помислиме како сите заедно се бориме за една колективна цел без да си судиме. Колку убаво чувство. Тоа е чувството на убавина и моќ. Треба да сватиме дека моќта е во нас. Ма ние не сме свесни за тоа. Ние не сме свесни дека ние сме власта и ние сме државата. Конците на суверенитетот се во наши раце. Само треба да научиме како правилно да управуваме со. Без таа себичност и поделба би ги исполниле и реализирале предизборните ветувања. А и попаметно би ја искористиле својата моќ и позиција. Тогаш ќе почнат да се почитуваат обврските од рамковниот договор. Наместо да не вработаат на 2,5%, не вработиле 1,4%. Какви 1,4%? 0,4% на раководни функции, а во јавните комунални предпријатија 3 пати повеќе. Повеќе од пола се вработени како чистачи и чистачки. А за тоа баш име гали на нашите луѓе кои се на позиции. Тие не се ни обидуваат да преговараат во однос на таа правична незастапеност. Зошто би преговарале кога си ги вработиле своите најблиски, а не оние кои навистина заслужуваат? Знаеме да се фалиме и стакнуваме колку напредуваме како нација. Убаво. Ама да не заборавиме да кажеме колку нечовечност лежи во нас. Желбата за успех исполнета со егоцентричност. На ова мора да се стави крај. Јас не сакам да оставам такво мислење за мојата нација. Јас не сакам во следните 20 години кога ќе се споменат роми да се помисли на себичност и негативност. Јас сакам да бидеме запаметени и славени токму како што ние денес го славиме 8 април. Нашата гордост и нашето достоинство. Ако сакаме да го смениме светот, мора да почнеме да се менуваме самите себе си. Така не само што ќе бидеме успешни, туку ќе бидеме и среќни луѓе. А најдоброто време да го направиме тоа е токму сега. Ви благодарам.
Правата на сите граѓани во Република Македонија се загарантирани со уставот и законите. Лицата кои се на раководни функции треба мако трпно да работат и да им служат на сите граѓани, без разлика на нивната етничка или било каква припадност. А оние роми кои се дел од креирањето на политиките за решавање на проблемите на ромите, најпрво треба да го заборават своето его и заедно со донесувачите на одлуки, кои во поголем број се од другите етнички заедници, треба да работат за колективните интереси на ромската заедница. Последната говорничка ги заокружи настапите на нашите студенти оратори. Ораторите денес беа спремни, без влакна на јазикот, отворено да говорат за состојбата на ромите, да го искажат својот став и да ги упатат своите препораки. Ораторството е уметност која доловува емоции. Овие 6 храбри оратори денес го отворија своето срце. Сите тие денес успеа преку својот говор да го искажат својот гнев, страв и згрозување кон сета таа неправда, но и гордост и умешност за пренесување на гласот и ставот на студентот ром. Ве замолувам за еден огромен аплауз за сите нив. Во вториот дел од настанот, како што веќе најавив на почетокот, следува церемонијалниот дел, каде што ќе се додалуваат признанија. Го повикувам на сцената од представникот од Ромскиот едукативен фонд во Македонија, господинот Сенат Мустафов, да ги додели признанијата на дипломираните од алумни во Рома Верзитас. Повелете. Често кога во Ромскиот образовен фонд во Будимпешта на седниците на управниот одбор и така натака ќе се дискутира за проектот Рома Верзитас која доаѓа на дневен ред и кога прашуваат членовите на управниот одбор и колегите кога не прашуваат нас, овие кои работиме таму, па зошто сега треба баш Рома Верзитас да се финансира и уште понатака ромските студенти дали имаат потреба за финансирање кога од 2001 година постои Рома Верзитас, се уште ли им е потребна помош на ромските студенти, финансиска и останата. Секој пат одговарам на ова прашање и одговараме со колегите на ова прашање поставено многу отворено. Тоа е она што го гледаме сите ние денес, кое што сите ние го гледаме со години од 2001 година, каде што ќе споредам само еден факт. Во 1998 година 9 студенти роми на сите универзитети во Република Македонија, тогашни само државни универзитети, пошто не постоја приватни универзитети, во моментот како што некој од ораторите спомна околу 250 на годишно ниво сега, па израчунајте за колку е зголемена бројката на студенти роми во Република Македонија, поради овие програми кои финансиски и останато ги поддржуваат студентите роми во Македонија. И не само студенти, нели? Многу битно е да тие студенти навремено дипломираат, она што всушност го прави Рома Верзитас во изминативе многу години. Јас за жал или среќа сум бил еден од првите пишувачи на проектот на Рома Верзитас во 2001 година. Потоа едно време сум бил и член како студент на Советодавниот одбор на Рома Верзитас од 2001 до 2004 година. Од 2004 до 2008 година сум бил и менаџер на самиот проект и сега сум во Ромскиот образовен фонд, каде што некако со приказката на Рома Верзитас сум од кога дојдов да студирам во Скопје. И сметам и сметајте Рома Верзитас и студентите роми, како и дипломираните роми, дека Ромскиот образовен фонд во делот на поддршката на образованието на ромите секој пат ќе ги поддржува квалитетните кадри, оние кои што покажуваат резултати и оние кои што секако
нема да заборават ромската заедница и да се вратат онаму од каде што потекнуваат. И никој пат кога ќе се вработите и кога ќе дипломирате, немојте да заборавите на вашите прво, како што кажа некој од ораторите, ние многу љубиме секој пат и обожуваме првото колено, второто колено и така натака. Не ги заборавајте нити првото, ниту второто колено, но не заборавајте дека сте роми и не заборавајте од какви средини сте дошле и работете да ги унапредите овие ромски средини да станат што по интегрирани во општеството. Сега, мојата улога денес е да прочитам она што уствари го работи Ромскиот образовен фонд со поддршката на студентите роми и Рома Верзитас, а тоа е резултатот, крајниот резултат, а тоа се дипломираните студенти роми кои поминале 4 до 5 години низ со поддршката на Ромскиот образовен фонд и Рома Верзитас и ќе ги прочитам, ќе кажам по една до две реченици за секој од нив и ќе ги повикам овдека да ни се придружат на сцената, да ги добијат признанијата за најдобри дипломирани студенти. Ја повикувам Мелиса Мемиш од Скопје. Мелиса Мемиш дипломираше на стоматолошкиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи во студиската програма Дентална медицина и се стекна со диплома за дипломиран доктор по дентална медицина. Сега е ангажирана како НВО активист во општина Шуторисари. Честитки, Мелиса. Повели се застани тука. Го повикувам Рахман Јакупи од Тетово, кој дипломираше на медицинскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, во студиска програма радиолошки технолог и се стекна со диплома за дипломиран радиолошки технолог. Сега е студент на постдипломските студии на Универзитетот ФОН во Скопје, во студиската програма психологија. Исто така е стажант во Тетовската болница во одделението за радиологија во моментот и активист на невладина организација Сонце во Тетово. Честитки. Повели. Ја повикувам Сибел Бајрам од Скопје, која дипломираше на Филолошкиот факултет Блаже Конески при Универзитетот Кирил и Методи, катедра за преведување и толкување англиски и француски јазик, се стекна со диплома за дипломиран преведувач на англиски и француски јазик. Во овој период работи како наставничка по англиски јазик во основното училиште 26 јули во Шуторизари. И секако во септември планира да се запише на постдипломски студии, затоа што е една од свежо дипломираните. Го повикувам Ален Нумер од Скопје, кој што дипломираше на медицинскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје во студиската програма Стручни радиолошки технолози и се стекна со диплома за дипломиран радиолошки технолог. Сега планира да запише втор факултет на додипломски студии на правен факултет политички науки и моментално работи како наставник по ромски јазик во основното училиште 26 јули во Шуторисари. Ја повикувам Селма Реджепи од Тетово, која дипломираше на факултетот за јазици, култура и комуникации при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово и се стекна со диплома за дипломиран професор по англиски јазик и литература. Сега е студентка на постдипломските студии за настава по англиски во Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово и работи во невладината организација во Тетово. Ја повикувам Хатија Ариф од Скопје, која дипломираше на медицинскиот факултет во Скопје при Универзитетот Кирил и Методи во студиска програма Стручни медицински сестри и се стекна со диплома за дипломирана медицинска сестра. Честитки. Повеле. Честитки. Повели. Ја повикувам Нежми Еситова од Скопје,
која дипломираше на педагошкиот факултет Свети Климент Охридски при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, во студиска програма Оделенска настава и се стекна со диплома за дипломиран оделенски наставник. Во периодот работи како наставник по предмет јазик и култура на ромите во основното училиште Браке Рамис и Хамет во Шуторис. Честитам. Повеле. Тоа се едни од најдобрите дипломирани студенти во Рома Верзитас, кои ќе бидат секако дел од алумни нетворкот на Рома Верзитас, каде што од 2001 до сега тој нетворк брои негде од 150 до 180 дипломирани роми, кои што како активни се некои 50 до 60, и со тоа ќе завршам, за да не должам, но секако ќе се надоврзам на ова последното во претходниот мој говор и ова што го кажа последната ораторка, а тоа е да мислиме малку и на нас ромите, поради тоа што од 180 алумни и дипломирани роми да бидат активни и вратени во заедницата само 1/3 од нив, мислам дека треба да ги пронајдеме сите заедно и останатите 3 дела кои фалат во тој нетворк. Благодарам. Сенат, ќе те замолам само да направиме една фотографија заедно со дипломираните. Браво, дечки, браво! Заслужувате да ви станеме. Ви благодарам на сите, секако дека заслужувате, можете да седнете на своите места. Ви посакувам понатаму професионално на уште по-високо ниво да си се изградите. Тимот на Рома Верзитас го следи академскиот и професионалниот развој на своите корисници. Во овој контекст, оваа година Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас одлучи да додели трофеи за најдобрите студенти во прва, втора, трета и последна година на студии. Го повикувам нашиот председателот на Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас Елвис Мемети, да ги додели трофеите. Благодарам. Браво с генерацијо. Чест ми е во името на Рома Верзитас и во рамките на овој ораторски настан и во контекстот на 8 април да ги потенцирам нашите заложби и принципи. Обединети во знаење и силни во можностите кои што треба да ги создаваме сите заедно. Нашиот предизвик денес е да им овозможиме на ромите во Република Македонија активно да придонесуваат и да се зајакнат во градењето и реализацијата на нашите заеднички вредности. Заедничкото битисување е наша непроценлива вредност која што ја градиме и во која што цврсто веруваме. Да се сподели среќата и тагата и да се остане витален и способен повторно да се биде среќен. Тоа сте вие најдобрите наши студенти, тоа сме денес сите ние кои што заедно го одбележуваме овој свечен момент. Велат, кога сте силни, верувате во себе. Кога сте слаби, тогаш барате пријатели и сојузници. Рома Верзитас е ваш пријател и нека силата на едниот биде поттик и пример за другите, зашто вашиот успех е и наш успех. Ние, преку нашите најдобри студенти, зборуваме за сите.
Тоа е момент кога не сме битни ние. Тоа е момент кога сте битни вие. Не е ни битно ни егото, ниту само довербата која што ја имаме, него битни се другите за кои што се залагаме и вложуваме. Тоа е момент на тишината и радоста, на гордоста и среќата и дел од она што денес го создаваме, за да утре им оставаме нешто на генерациите кои што следат. Нека е вечен и честит Светскиот ден на ромите. Сега замолувам нашите најдобри студенти од генерациите на Ромаверситас во учебната 2016-2017 година прво да станат, а сите други да им одадеме почит. Дали може да ги видиме? Лебишка Селовска од прва година, Курија Мукаиповска од втора година и од трета година Мухамед Ајвас. Ви честитаме. Можете да дојдете да подигнете наградата. Лебишка Селовска од Кичево, студент на Филолошки факултет, англиски јазик и книжевност при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Представник е на самиот факултет, волонтер во невладини организации, асистент при изучување на англискиот јазик за ученици во основно училиште, води свој клуб од над 100 ученици роми во Кичево, добитник е на стипендии за студирање во САД, успешно има завршено средно училиште во Тексас, таму започнува и студии на политички науки и криминалистика. Како личност е комуникативна, амбициозна, љубител на книги, свирење на клавир и дружење. Денес Лебишка ја заврши првата година со најдобар просек на студии и најголем активизам во студентската организација Ромаверситас. Честито! Секако, ја повикувам Хурија Мукаиповска, најдобар студент на Ромаверситас во втора година во академската 2006-2017 година. Абсолвент на правниот факултет во Скопје, има спроведено практиканство во адвокатска канцеларија, кратко истражување за ромите и кривичните дела, има учество на повеќе области и обуки во областа на правните науки. Честито! Најдобар студент во Ромаверситас во трета година, во учебната 2016-2017 година. Мухамед Ајвас од Скопје. Абсолвент на Филозофски факултет на Институтот на психологија при Универзитетот Кирил и Методи. Мухамед поседува исклучителни истражувачки ораторски вештини, како исклучителни вештини за уредување и составување на статии. Како потврда на истакнатото, има спроведено на низа авторски истражувања на тема аспирации, лидерски вештини и активизам кај студентите роми. Мухамед Ајвас беше и практикант во јавни институции, како испроведувач на работилници и истражувања за потребите на ромската заедница. И секако само ќе ја прочитам, од оправдани причини не беше во можност да присуствува со нас, Сабина Рустемовска од Ресен. Ја поздравуваме, студент на Ромаверситас на последна година на Медицинскиот факултет од Скопје, при Универзитетот Свети Кирил и Методи во општа медицина, 6-та година на студии, учествуване во повеќе академски настани и активно придонесува во сите активности на Ромаверситас. Можеме она. Thank you. Им благодариме и на најдобрите студенти. Се надевам дека овие награди ќе им бидат уште поголем мотив понатаму да бидат уште поуспешни, а секако студентите кои што се веќе тука
ќе бидат мотивирани да бидат наредната година се подобри и подобри. Студентите корисници на проектот на Рома Верзитас има можност преку нашата електронска платформа Рома Верзитас да одберат да посетуваат работилници на различни теми, меѓу кои политички системи, комуникацијски вештини, критичко мислење, форми на пишување, дипломска и семинарска работа, менаџирање на време, пишување есеј и техники за ефикасно и ефективно учење. А за тоа кои студенти се здобија со сертификатите во модулите предвидени за првите 2 години на студии и последни 2 години на студии, ќе дознаеме од нашиот проектен менаџер на Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас, Силхан Сејтов. Почитувани сонародници, пријатели, навистина сум исполнет, задоволен, восхитен, што денеска се собравме сите заедно, да ја празнуваме нашата самоопределба, нашата дефинираност, нашиот ромски идентитет, нашето единство и нашата заложба. Навистина се осеќам горд ром, а тоа име можеби го добив од Рама, и можеби сите ние сме рамини деца или романе чаве. Навистина сум горд додека се интонираше ромската химна Джелем Джелем и секогаш, секојдневно живеам со ромското знаме, бидејќи неговите бои значат дека живеам под небото на Република Македонија, дека газам по земјата на Република Македонија и дека постојано мигрирам во рамки на општеството македонско. Бахталов тото април, среќен меѓународен ден на ромите. Како што веќе најавивме, јас сум проектен менаџер на проектот со поддршка за развој до лични и колективни еднакви можности и пристапи. Проект кој што заедно со тимот посветено со години работиме да ја зголемиме вклученоста на матурантите во високото образование и квалитетот на нивната вклученост во високото образование, да ги поддржиме студентите во нивното вклучување, премин во следен семестар, премин во следна година и навремено завршување на студиите. Ги поддржуваме и за нивниот личен и професионален развој и студентите и алумнистите на Рома Верзитас. Потикнуваме и поддржуваме формирање на мрежа на млади роми кои што ќе се застапуваат себе во краток и во долг рок. Потикнуваме и поддржуваме и зајакнување на ромскиот идентитет преку компонентата за ромски идентитет. Вечерва, особено ми е драго дека ќе оставиме трага и на овој настан со нашата поддршка за личен и професионален развој на студенти и алумнисти роми, за кои препознаваме огромен потенцијал и капацитет, за кои гледаме дека имаат жар, патриотизам и чувство на одговорност за состојбата на ромската заедница и имаат аманет дека ќе вратат на заедницата и во кои сме сигурни дека ќе бидат идните поддржувачи, иницијатори, учесници, креатори и донесувачи на локални и национални политики. Почитувани, со чест и задоволство ги повикувам нашите студенти кои беа учесници на работилниците на теми пишување есеј, техники за ефективно и ефикасно учење, менаџирање на време. Ги повикувам да им врачиме сертификати и да си споделиме радост за нашата работа со Алмир Пини, Сали Фазлиевски, Алмира Кагури, Леонтина Димова, Емил Алиев, Шейде Хусейн, Рахман Сулейман, Абдурахман Исмаил, Ашмет Селим, Мелиса Мустаф, Хайдар Зекир, Ибраим Зекир, Шераф Сефер, Рабена Сакиповск, Ванеса Камберовск, Макфире Мемеди, Себихана Шакири, Ријан Ракипи, Зера Аметова, Надир Усейн. Посакувам со здравие да ги користите стекнатите знаења и вештини и да не заборавиме со нив да вратиме за заедницата. Ќе ми биде драго ако направиме на групна слика во знак на благодарност.
Дај. Нека е заедно зубаво. Ние правиме купаница. Борба! Борба! Ви благодарам. Честа и задоволството кај мене останува уште. И овој пат сакам да ги повикам и учесниците на други работилници кои што беа за студенти во повисоки години на студии. И тоа студенти кои што беа учесници на политички систем на Република Македонија, критичко мислење, форми на пишување, семинарски дипломски труд, комуникацијски вештини. Дел од нив беа присутни на основи на истражувачка работа, акцијски истражувања и методологија на научно-истражувачка работа, анкетирање. Почитувани, ги повикувам да врачиме сертификат и да споделиме радост и со останатите пријатели. Брендон Сулеман, Кенан Таир, Лебишка Селоска, Мирела Кагури, Селика Лили, Сибела Ајдар, Пемба Али, Хурија Мукаиповска, Себајри Селмани, Лилјана Мустафова, Дженгис Мемедовски, Мухамед Тајвас, Ферик Сулейманов, Кјамил Зекир, Елсон Илјас, Авел Салимовски, Ајджан Маликовска, Дајана Демири, Атие Теми, Кјазим Демиров, Идрис Дурмиш, Марија Сулейманова, Руфа Демиров, Джемилијана Абдулова, Орнела Гани. И сцената е мала во Македонскиот народен театар, можеби до година ќе одиме во големата сцена. Kada? Dobro. I ti li si? Може понаво? Многу луѓе се, многу студенти се. Меѓутоа, ова се иднината, уствари, на Рома Верзитас и на нашата ромска етничка заедница. Сега ќе одиме со знакот на борбата или знакот на суперишка? Ваква. Борба. Борба. Ваква мешаница настанува секогаш кога имаме многу студенти, меѓутоа Рома Верзитас секогаш е радосен кога во канцеларија ќе дојдат толкава група на студенти кои што ни го разубавува денот. А денеска во знак на благодарност на ораторите кои што денеска настапија, јас сакам најпрво да им се заблагодарам на менторите кои што денеска работеа со нив макотрпно овие месеци и половина, доктор Лазар Ѓуров и Доан Сулемановски. Ги поканувам нашите оратори да дојдат на сцената за да им се доделат благодарници за тоа што настапија денеска. Повелете. Уште еден аплауз ве заболувам за овие наши оратори. Додека се доделуваат сертификатите, јас ќе искористам една реченица која што неодамна на средбите ја слушнав од Лазар, која што вика: стравот од јавно говорење е поголем дури од стравот од смртта. Па денеска овие сите оратори заедно, јас знам дека го победија својот страв од јавно говорење, вклучително заедно и со мене. Уште еднаш.
Почитувани присутни, на самиот крај ја ви се заблагодарувам за присуството и ве поканувам да ги земете во предвид препораките кои денешните говорници ги упатија кон сите нас. Ве поздравувам и ве повикувам и следната година на ваков начин да го прославиме и обележиме 8 април, меѓународниот ден на ромите. Бахталов тото април.